Уставот и законите мора да важат за сите, особено за носителите на власт. Тие мора да бидат примери за останатите. Преспанскиот договор е наметната реалност и се додека е во сила мора да се почитува. Во спротивно, последици ќе трпат и државата и граѓаните. Вака дел од познавачите го коментираат ставот на идниот премиер Христијан Мицкоски, кој рече дека заклетвата во собранието ќе ја даде со новото уставно име, како што предвидува уставот, законот и деловникот. Сепак тој додаде и дека во секоја прилика, исто како и досега, ќе го користи само терминот Македонија. Новинарот Бранко Героски вели дека меѓународниот договор е ратификуван во парламентот. Уставот засега е таков каков што е и дека новата влада треба да се фокусира на испорачување на резултати и на исполнување на сето она што го вети пред граѓаните. Мислам дека тоа е еден сериозен потек на сериозен државник. Зошто? Затоа што тој и неговата партија и партиите од владеачката коалиција вложија огромни напори да спечелат еден сериозен политички капитал, победија со многу голема разлика и со голема доверба од граѓаните и би било несериозно да го трошат тој капитал и да се исцрпуваат себе се и да исцрпуваат и целата јавност на борба против еден договор кој веќе е дел од уставниот поредок. И досега пратениците, градоначалниците и функционерите од новата владеачка партија го користеа само терминот Македонија, но и го почитуваа и договорот наметнат од нивните претходници. Сите документи и акти кои ги потпишуваа беа со новото уставно име. Постои еден широк простор во кој и Мицкоски и сите други официјални лица ќе можат да го користат името Македонија, ќе можат да ја употребуваат придавката македонски во своите говори, во своите јавни настапи, не така како што е регулирано и во самиот Преспански договор, а и во едно пошироко разбирање на јазничните норми кои го дозволуваат тоа. Во меѓународната политика клучниот принцип ви вели: договорите мора да се почитуваат. Дали договорите ги потпишал претходникот, политичкиот опонент, државата е таа која што мора да ги спроведе. Христијан Мицкоски, во гостување на една национална телевизија, рече дека заклетвата како нов премиер ќе ја даде со уставното име на државата и дека ќе го користи во неговите настапи во странство, зашто како што рече, не може да има двојни стандарди, да бараат граѓаните да ги почитуваат законите и уставот, а тие да не ги почитуваат. Но потенцираше дека во сите настапи и во сите изјави дома ќе го користи терминот Македонија. Овој став на Христијан Мицкоски не е нешто ново и е константен. Веднаш по победата на ВМРО ДПМН на локалните избори во 2021 година, Мицкоски излезе со став дека Преспанскиот договор е реалност која не му се допаѓа, но доколку не се почитува таа реалност во рамки на административното функционирање на институциите, тогаш ќе се јават проблеми со други инстанции, како обвинителство и судство.